Гледате News Flash на Гласът на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Денес Кина доминира во вестите на овој или на оној начин, а започнуваме со односите со Соединетите Американски држави на највисоко ниво. Кина ја отфрли најавата на американскиот претседател Барак Обама дека ќе заземе потврст став кон оваа азиска економска сила за трговските и монетарни проблеми. Портпарол на кинеското министерство за надворешни работи четвртокот изјави дека обвинувањата и притисокот нема да ги разрешат прашањата што доведоа до кинескиот масовен трговски вишок со Соединетите Американски држави. Обама во среда најави владата дека планира да изврши постојан притисок врз Кина, но и други земји со цел Пекинг да ги отвори пазарите на реципрочен начин. А од другите вести, јапонскиот производител на автомобили Toyota очекува профит од $882 милиони за фискалната година што завршува во март и покрај глобалното повлекување на автомобили поради фабричка грешка што ќе ја чини компанијата $2 милиарди. Компанијата, која продава најмногу автомобили во светот, за четвртиот квартал на годината пријави нето профит од 1,7 милиарди за периодот октомври-декември, благодарение на владината помош за подобрување на продажбата. А во продолжение, американскиот секретар за сообраќај зборува за потенцијалната реакција на потрошувачите и за тоа како Toyota приоѓа на односите со јавноста во овој критичен момент. Што туку Toyota кажа дека нашла решение за проблемот со педалата за газ што се заглавува кај 8 од нивните најпредавани модели, има нови поплаки што овој пат се однесуваат на друг нивни популарен автомобил, хибридниот Prius. Некои собственици на Prius велат дека кочниците се проблематични. Toyota ги разгледува новите жалби. Исто и американскиот оддел за сообраќај. Зборувајќи пред законодавците на Capitol Hill, секретарот за сообраќај Рей Лахуд го кажа ова. Мој совет е, секој што ги вози овие автомобили да ги паркира, освен ако возите кон дилер на Toyota, зашто тие велат дека имаат решение за тоа. Лахуд подоцна ја ревидира изјавата, рече дека погрешно се изразил, но веќе беше доцна да се спречи паѓањето на акциите на Toyota. Главните извршни лица велат дека е многу рано да се стави цифра на чинењето на отповикувања, но подпредседателот на Toyota, Шиники Сасаки, вели дека може да биде поголема од што првично се мислела. Ова за нас е без преседан. Никогаш толку не сме ги вознемириле потрошувачите. Заради големината на проблемот, стравуваме од голема штета по нашата продажба. Изгубената продажба се вели дека ја чини Toyota повеќе од $150 милиони неделно. Но аналитичарот на индустријата Ханс Гримел вели дека долгорочната штета може да е поголема. Тоа што ја издвојуваше Toyota од ривалите беше безпрекорниот квалитет. Сега тоа е начното. Инаку проблемот со педалата се одразува како несакано забрзување на околу 4,5 милиони возила во светот. А меѓу овие возила се популарните Camry и спортските возила како Highlander. Акциите на Toyota значително паднаа од првичното отповикување на 21 јануари. А ние продолжуваме со вестите. Водечки истражувач за рак вели дека случаи на оваа болест се во експлозија во светот во развој. Франко Кавали, професор по онкологија на Швајцарскиот универзитет во Берн, вели дека е погрешно верувањето дека ракот е главна болест на богатите држави. Меѓународната унија против ракот вели дека 20% од 12 милиони нови случаи на рак диагностицирани секоја година се предизвикани од вирусни и бактериолошки инфекции. А за денешниот светски ден на борба против ракот, организацијата води силна кампања за кревање на свеста за болеста и 9 инфекции кои често ја предизвикуваат, во надеж дека тоа ќе придонесе за превенција на идни ракови, меѓу кои хепатитис Б и човечка папилома, што може да се спречат со вакцинирање. Националната зоолошка градина се збогува со многу популарната млада панда Таишан, која заминува за Кина во согласност со договорот меѓу зоолошката градина и кинеската влада. Представниците на зоолошката градина велат дека Таишан денеска ќе биде испратена во специјална носилка, специјално дизајнирана за неа и ќе биде пренесена со камион до меѓународниот аеродром на Вашингтон, Далас. Таму ќе се придружи друга панда, Мейлан, од зоолошката градина во Атланта, Џорџа, и од таму обете ќе летаат на специјален авион Боинг 777.
Letite non-stop do Chengdu во Кина, каде ќе бидат подложени на оплодувачки програми. Тајшан беше роден во Вашингтон во јули 2005, а родителите Меј Жијанг и Тиан Тиан исто така припаѓаат на Кина. Со цуцло на компјутер и најмалите користат интернет денес благодарение на страница креирана од татковци. Во продолжение зборуваме за неа. Двегодишната Лилијана Робинсон ја игра омилената игра на компјутер на интернет страницата Knee Bouncers, додека седи во мечиниот скут. Тоа е бесплатна страница за бебиња и проводени деца што ја развил таткото на Лилијана, Джим Робинсон, и неговиот бизнис партнер Курт Дамермут. Мои се сите цртежи, ликови и игри, а Курт ги оживува. Интернетот е моја пасија. Природно се надополнуваме со Джим. Двајцата татковци дошле на идеја да ја основаат пред 7 години кога ќерките биле бебиња. Мојата имаше 6, а на Курт 9 месеци. Нашите постари деца одеа на страници како Disney или PBS.com, но помалите ќе почнеа да плачат кога не можеа да ракуваат со компјутерското глувче. На Knee Bouncers секое копче на тастатурата предизвикува реакција на екранот, а има вкупно 18 игри. Веста за страницата преку пријатели толку се проширила, што досега има над 1 милион посети од 180 на земје. Робинсон и Дамермут во меѓувреме додале едукативни игри што ги воведуваат бебињата во светот на облици, букви, бои и бројки. Авторите со гордост истакнуваат дека страницата е безбедна и дека не треба да преземате никаков софтвер или да се пријавите за да ја користите. Само појдете на неа и започнете да притискате по тастатурата, како ќе посакате. А бебињата најдобро знаат да го прават тоа, нели? Утре во Newsflash, Русија соочена со сериозен проблем – одлив на мозоци. Го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.